Неправдата дише најчесто низ усните на оние кои зборуваат за еднаквост. Го гледаме светот како гори, се гушиме во смогот, се давиме во прашината, се гориме над огнот. Само во магла чисто гледаме, само во страв мирно спиеме. Секогаш ненаситени, секогаш алчни, секогаш се ученици. Кога дознавме за наградата, кога слушнавме нашето име, сите бевме збунети, но и мислам, можам да кажам пресреќни. Прв пат на таков настан Македонија да освои каква била награда. This there. What is it fucking for? When I booked the football mom and listen, think your fucking fiancé. Имаше за публика и за поддршка, имавме дефинитивно повеќе од различни места и тоа беше подобро чувство по Македонија, да, сепак нели подраги се оно, ама пак кога идеш на друго место и никој не те знае и сепак пак му се свиѓаш. Не, Кочни е доста мал град и како никога правевме настани, се збира многу луѓе, значи таа желба постои во Кочани, се слуша ваква музика и луѓето се таму. Проблемот е што немаме доволно услови да го реализираме тоа во градот, немаме пробувална право. Кога сите бендови што се формираат во Кочани немаат каде да пробуваат. И затоа тоа беше многу голем како хендикеп за нас. Во Кочани дефинитивно ги има луѓето што сакаат да слушаат таа музика, само нема како да се изјаснат, бидејќи имаме многу проблеми со градот општо. Јас би рекол на Сара Јорданова и на сите други што починаа во поживот во Кочани, бидејќи тоа многу не погоди нас и од тоа се решиме дека се што ќе правиме за Корка и општо се да го посветиме кон Кочани и после кон Сара. Дека таа беше наша претходната панарка. Таа беше голем дел од бендот и како звучи сега. И година успеавме да го организираме националното финале, речиси без никаков буџет, но преку партнерство со МКЦ, на кој што сме многу благодарни со фестивалот Здраво млади, во рамки на кој беше националното финале, ден пред самиот фестивал. И успеавме и да доделиме неколку награди на овие бендови. Јас сум горда на сите бендови што учествува и особено сум горда што успеавме да ги пратиме Корка, навистина заслужено си ја добија наградата и заслужено си ја добија наградата и во Белгија и многу ми е драго. Тоа би сакал да се воспоставиме како регуларен бенд во македонската музика, нешто кон не би рекол по-познати, но по-воспоставени. Добро што може да го објасним. Не знаат сепак луѓето, не може да не слушаат, но кога некој ќе слушне Корка да знаат за кој зборуваат. А за надвор од Македонија планираме сега турнеја да направиме во јануари. Баш па ќе видиме тоа како ќе испадне.